едно или две свети места останато денеска во светот каде што нема звонење. Театарот, црквата и тоалетот. Но некои луѓе денеска се јавуваат на своите телефони дури и во саралникот. Некои луѓе навистина да. Кренете рака колкумина од вас одговориле на повик додека тивко уринирале. Така и си мислев. Боже ми. Каде застанав? Изведок од приказна за два града на Чарлс Дикенс. Ова е моја четврта представа што работам во Куманово. Значи, почнувајќи од првата Сојтари, што работевме тука 2001 година, значи додека уште бев студент на факултетот за драмски уметности у Скопје. Па преку една представа Лидија, која што беше монодрама со актерката Вера Ристовска од овој театар. Па преку Тања пред 7 години во 2013 година. И еве сега четвртата представа, четвртиот процес со овој за мене многу драг театар во Куманово на представата Телефонот на мртовецот. Морам да кажам дека неколку пати сум повторил дека Кумановскиот театар го чувствувам многу близок. Просто тука почнав да доаѓам уште додека бев студент и низ годините, низ целата моја, кажам, кариера, ама низ целиот мој ангажман во театарот, овој театар во Куманово секогаш имал доверба во процесите што сме ги работеле заедно и јас секогаш со радост особена и со почит сум доаѓал и сум предлагал и сум планирал и еве се реализираат проектите. Донесов подаръци за сите вас. Од Гордон. Од Гордон? Да, таму во кафулето пред да умре, мислеше на сите вас и сакаше да ви остави нешто за спомен. Хермија, ова е за тебе. Рече дека ти си била како солта на земјата. Благодарам. Двајт, ова е за тебе. Шолја, Гордон рече дека ти си можел да држиш сврсто разни нешта без тие да се истурат или искршат. Гордон го кажал тоа? Да. Уа! Ова е за вас. Поради вашето готвење. Што мислел со тоа? Рече кога бил малечок и го растал со вашето јадење, не повеќе му се допадила чорбичката од... Не, имаше многу добра намера. Не можел да има добра намера! Ама, тој не мислеше ништо лошо. Мамо! Се извинувам, тој не мислеше ништо лошо. Што направи сега? Јас сакам солта. Дали Гордон искористи од неа пред да умре? Стави неговите компирчиња пред да ги изеде. Тоа е прекрасно. Неговиот последен вкус. Мене ми е супер драго, јас го чувствувам малтене како матичен театар, овде сум ги направил едни од моите најубави представи, лично. И секогаш со радост сум се враќал, со радост сум соработувал. Има една прекрасна екипа на глумци со кои што се разбираме на едно ниво кој што не е вообичаено, ама е исклучително креативно, исклучително храбро, исклучително посветено. И во тој поглед можам да кажам дека едва и чекам наредна прилика кога пак ќе соработуваме. Што може ни кажете за текстот, за драмата, за авторот кој е пишувал, за вашето доживување и зашто на ваков начин или можеби со ваква едноставна
сценографија е направена? Па, се тоа сум супер забелешки од ваша страна на пристапот или на концептот или на начинот на гледање. Ова е за мене и за екипата еден исклучително интересен текст, исклучително динамичен, еден, да кажам, ние си го крстивме некако медитативен трилер некој. Значи, има внатре некоја возбуда од работите што се случуваат, меѓутоа сето тоа е исклучително поставено на психолошка, на емоционална база, значи нема тука бркање со коли и пуцњави по пола град, ама има многу огномети внатрешни, многу вулкани емоционални кои што се отвараат на сцените. Не би рекол дека со продажба на органи заработувам за живот. Не, јас ги спојувам луѓето. Гледате, на еден човек во Иран премногу му требаат пари, но не му треба едниот бубрик. На жена пак во Сиднеј има потреба од нов бубрик, но не и требаат незините пари. Јас ги спојувам и двете. Ти си болен човек. Сакаш да се марши со бирократијата? А? Сакаш да бидеш ставен на листата за чекање 7 години? 7 години да слушаш глупава музика од мобилен телефон? Тоа е љубов! Тоа ли е сочувство? Јас правам луѓето да се чувствуваат добро за своите нови органи! Јас тоа го викам сочувствителна изопаченост! Еден исклучителен текст на американската авторка Сара Рул, во моментов е многу поставувана низ цел свет. Добитник е или финалист е, мислам, на 2 пати на Пулицеровата награда, што е исклучително вредна во нашиот домен. Штета што до овој момент е вака не е многу играна на нашите простори, ама сигурен сум дека тој ќе се промени кога авторите, театарџиите ќе ја прочитаат и ќе увидат колку се тоа квалитетни зборови и дејства. Зошто толку едноставно? Баш за тоа што сметавме заедно со екипата дека некои други работи се битни, дека не е битен шокот, дека не е битна некаква вештачка, банална, нити забава, нити ефект на привлекување или на комуникација со публиката. Туку е битно нешто сосема друго. Битно е да заедно со публиката низ овие скоро 2 часа, час и 50 на минути, заедно некако поставиме на маса, поставиме на сцена едно ткиво психолошко, емоционално, кое што е тешко да се дофати. Вие може, ако запнете и да ја раскажете представата, ој оди таму, па после се случува тоа, па после ова и така натаму, како линија, како приказна. Меѓутоа и не е ни толку важно. Тоа важно е да се обидеме да ги спуштиме на земја некои работи кои што не се толку лесно дофатливи, кои што не се толку лесно објасниви, кои што се меѓутоа кои се вистините и кои што некако ни се преплетуваат на сите низ гради, ама никако да седнеме, да ги ставиме, да ги именуваме и така да ги освестиме на крај. Така што оваа представа е да кажам покана за публиката која што во Куманово е стварно фантастична. Мислам, морам да кажам дека има многу интелигентна публика, емоционално интелигентна публика, што е многу битно за гледање на театар и за правење заедно на театар. Така да ова е како покана за публиката да просто да се отвори кон тоа што се случува, да поставува своји асоциации, да се поврзува себе си со своите лични надежи, искуства, стравови, фрустрации, светли страни, како сакате, со целото свое овако битие, да се поврзува со тие ликови на сцена, 6, и да просто ги котира во нивните простори. Ова веројатно е една представа која што може да биде раскажана на 80 начини денес, колку што има седишта за публиката во салонот. Меѓутоа, едно е посебно важно и така заеднички именител за сите, дека таа врска се прави на едно поинакво емоционално ниво, на човечко ниво, отколку на некакво рационално ниво, кој што разбрал, колку разбрал, што всушност се случило
Самите видовте дека границите на тоа што се случуваат се како во животот, малку измешани и просто не е ништо црно-бело. О, Господи! Помогни ми да ги утешат неговите сакани. Помогни ми споменот за Гордон да живее во нивните срца без оглед на се. Го познавав многу кратко, ама го засекав на некој начин. Се надевам, Гордон ќе има мир сега. Не сум сигурна што да кажам. Тука, фала Богу, има заоблени тавани. Не олеснува што има витражи и величенствена висина. Стварностите се мешаат, реалностите се мешаат со нереалностите и така натаму и се станува еден полусон во кој што е многу тешко се да се определи што точно се случило, што е во нашите глави, што е некаква туѓа проекција што ние сме ја прифатили и така натаму. И во тој контекст мислам дека оваа публика и представа си бара емоционално интелигентна публика и супер е што овој процес се случува во Куманово, каде што има таква публика и каде што може да расте и публиката и представата взаемно, да кажем. Во представата се спомнува рајот како недостижно, медитативно. Како вие го доживувате рајот? Па се спомнува и рајот, се спомнува и пеколот, некако сите, она што зборевме претходно, сите тие граници се поместуваат, веќе не постојат вестерни, во вестерните имаш добриот и лошиот и многу јасно кој е на која страна. Овде некако е, денес сите работи стануваат релативни, сите работи стануваат, зависат од перспективата како ги гледате, индивидуална, колективна, како сакате. Денес е просто тешко да се определи. Све има многу спинови внатре во ситуациите, има многу спинови во перспективите, многу повеќе работи се илузорни отколку што можеме да поднесеме на моменти. И проблем е да се дефинира што е добро, што е лошо. Проблем е да се дефинира каде ние би сакале да завршиме еден ден. За тоа е представата, за тој еден простор кој што постои тука и имаме ние слобода, или си замислуваме дека имаме слобода да го дефинираме каков тој ќе биде простор за нас. Да му дадеме својства, да му дадеме квалитети, да му дадеме одлики кои што за нас би функционирале. Наспроти сите и наспроти вистината, дали е тоа така, дали е навистина, знаеме што правиме, дали навистина знаеме да моделираме наши реалности, наши стварности. Не само што значи тоа за другите луѓе, туку апсолутно прво што значи за нас. Така што на многу интересен терен сме во моментов, ми се чини глобално, како кажам, цивилизацијски, кај што е многу тешко да се процени просто која намера е добра, која намера е извртена, која намера од која перспектива е представена и како тоа влијае на нас. Така да живееме во свет на фейк ньюс и оптички и било как емоционални илузии, така да супер возбудливо во исто време, страшно, ризично, али супер возбудливо, зашто не, живот. Вие бевте со Гордон дента кога умре? Да, јас бев последна со него. Знаете, јас и Гордон, ние бевме... Простете, ова ќе звучи патетично. Не мислам дека е патетично. Сакам да ги знам неговите последни зборови. Неговите последни зборови? Да, ве молам, кажете ми ги неговите последни зборови. Ќе видиме како ќе се живее представата допрва со репризите. Темата е исклучително тешка, секојдневна е, мислам не е нешто да кажеш некоја научна фантастика. Проблемите и ситуациите може да се најдат сите луѓе од публика во нив, нели, во сцените што се од пиесата. Тешко да се работи таков процес. Со Александар Башко му се јавив да дојде да соработуваме после 7 години.
Тоа ми беше и намерата. Малце да сработиме нешто сосема поинакво од тоа што е навикната публиката да го гледа до сега. Така да, за глумците беше голем предизвик, затоа што работевме на поинаков начин, процесот го отваравме од поинаков аспект, некако регуларно што се работиме представи до сега, веројатно режисерот збора за тоа. Отваравме некои други внатрешни длабоки во нас моменти и ги вадевме на сцена. Тешко е да се игра ваков комат, тешко е да се игра ваква пиеса. Меѓутоа, задоволството е поголемо, особено кога публиката ќе се препознае во тоа и ќе се бендиса. Ликот малте не е сличен со мене и со години и со се и по тоа каков карактер сум јас приватно. На моменти ми беше лесно, на моменти ми беше многу тешко да го барам тоа во мене, сличното, ама мислам дека се снајдовме, дека направивме добра представа и добри карактери. Може. Извинете за мајка ми, таа знае да биде малку... Мора да е во шок. Предпоставувам, секогаш има малку шок во неа. А сигурна сум дека е многу добра личност, некаде длабоко во себе. Повелете на представа, дојдете да видите нешто сосема подразлично од тоа што е до сега, пак ќе зборуваме пак.